Одиме со поред, како што најавивме со нашите гости, универзитетскиот професор Горан Миовски. Добро дојдовте во студио 10, одамна не сме се виделе вака по медиуми, иако бевте активни поприлично со предпоследна кога беше конференција. Добар ден. Да. Благодарам за поканата. Да, активноста последна голема која што ни беше во ноември месец. Имавме втор меѓународен конгрес за патишта, втор македонски меѓународен конгрес за патишта. Навистина направивме еден импозантен собир во, да кажам, во европски рамки. Имавме околу 400 учесници, 40 членови на научен одбор, професори од сите универзитети во Европа, 19 држави од Европа учесници, 77 дури научни трудови, каде што нашата македонска јавност имаше можност да се запознае со најновите тенденции во изградбата на патишта, со новите типови на материјали кои што се применуваат во Европа и така. Добро е да разговараме за патна инфраструктура, особено во овој период. Мислам, тоа е добро, бидејќи јас инсистирав таа тема да се држи изминатиот период не заради актуелниот случај на Бехтелиенка и она што се случува со надзорот, туку генерално за тоа по какви патишта вози македонскиот граѓанин. И сега ние некако постојано сме нервозни кога ќе излеземе, дали ово автопат, особено затоа што кога ќе излезете надвор и ќе видите што се случува не толку далеко од нас, ако сакате Србија, Загреб, други е толку досадно кога возите по пат, што морате да бидете внимателни за да не задремите, затоа што е навистина се немате ниту една дупка, за разлика од Македонија, каде што, например, кога ќе поминете од Димир Капија, наваму некако е како масажа, како му доаѓа. Да. Па вака, сега вие допревте, се осврнавте на две теми. Вие како корисник на услуга на патиштата и се разбере и граѓаните, допревте најмалку две теми од она што ние, да кажем, што работиме во таа област, го третираме. Допревте тема на проектирање, допревте тема на изградба, допревте тема на управување и одржување со патиштата. Тоа се, да кажам, веќе три теми за кои што би вредело да се дискутира и да се разговара се почесто, иначе се согласувам со вас. Така, во констатацијата дека се важни патиштата, важни се разбира за транспортот, важни се за мобилноста на граѓаните да можат да патуваат, важни се за економијата од два аспекта, од аспект нивната сама изградба продуцира економски развој во државата, затоа што се вртат го поголеми пари во изградбата на патишта, а исто така важни се и од друг аспект што овозможуваат безбеден сообраќај, секој да стигне на својата цел, она што и вие го кажавте, по убави патишта. Одамна е констатирано дека патиштата го представуваат крвотокот на една држава. Јас би го цитирал во оваа пригода овој големиот председател на Соединетите Американски држави, поранешен Џон Фицџералд Кенеди, кој што во една пригода изјавил во фазата на големата изградба на патиштата во САД после Втората светска војна, кога тргнало се со сите испитувања и така натаму, и он изјавил, вели, ќе цитирам, нашето богатство не ја изгради нашата инфраструктура, туку нашата инфраструктура го изгради нашето богатство. Затворен цитат. Така да тоа доволно говори колку е значењето големо на патиштата за севкупниот развој на една држава. Во суштина, вие веќе кога влегувате во друга држава, точно сте го лоцирале тоа на самиот граничен премин и веднаш на првата наплатна рампа на првиот автопат која ќе влезете во секоја држава, вие го градите првичниот впечаток за таа држава каков е. Еве, го кажавте каков е кога ќе се влезе во Република Македонија. Добро, првиот дел, ајде да кажеме, тој од Гевгелија до Димир Капија може да го поднесеме некако. Меѓутоа од Димир Капија до можеби до Градско е навистина ужасно се патува и никој не ни се помрднува. Вие спомнавте, еве, со оние држави кои што ни се за во поблиското и подалечното соседство. Србија што правеа со Градаличка клисура, колку завршија. На крајот денес го видовме Косово. Значи во Косово вие денес имате автопат. Сега тоа е веројатно една од компаниите за кои што ние говориме, мислам дека таа го градеше, така Бехтел, ако не се лажам. Истиот конзорци. Тогаш говорија дека се американци.
Ние не сме овде за да го браниме проектот на Бехтел и Енка, ниту пак сме овде да судиме, затоа што она што е сомнеш, што треба да се одговарат надлежните, веројатно има и други институции кои што ќе кажат дали има коруптивни моменти во целата ова приказна. Но, генерално, може би ли да веруваме на овој консорциум? Вака, прво, само ќе ми дозволите да се навратам, но, како што реков, спомнавте државите кои што со кои што, да речеме, Србија, Хрватска, Словенија, тоа се дел од републиките во поранешната заедничка држава со кои што сме биле заедно. До 92 година, до раздружувањето и осамостојувањето на Македонија, до тој момент ние од повеќето држави имавме по, да кажам, во однос на територија, во однос на број на жители, повеќе изградено автопатска или патна мрежа. Навистина е разгранета патната мрежа. Во овој момент ние имаме околу 300 км автопатишта, вредно е да се знае, и вкуп имаме, ако ги земеме сите останати класи патишта, тука се експресни, магистрални, регионални од прва и втора категорија и локалните патишта, негде имаме близу 14.000 км на патишта, што представува навистина една разгранета патна мрежа. За Македонија збориме, така? Говорам за Македонија, Добре. да. Ако извадиме некој просек во однос на територијата која што имаме и така натаму, дури ќе видиме дека по број на патишта може би да се мериме и со една Словенија и така натаму. Меѓутоа, квалитетот и класата на патишта, колку они имаат автопатишта, колку имаме ние, тогаш е се во нивна полза, во нивна, да кажам, од аспект на тоа. И добро, ние имаме 300 км автопатишта. Да, во моментов. Без овој 57 км што треба да се догради Кичево Охрид, најавените 110. Бидејќи професор, вие сте во темата. Да. Од тие 300 км автопатишта, кој е, народски кажал, асална делница? Прво, дали Гости Ортетово се смета за автопат? Како го третираат нашите? Да, вака ќе ви кажам. Пак повторно на она што го кажавте вие, ја не би сакал да дискутирам од аспект на правните работи за ова што се потпишува и така натаму, да, меѓутоа би сакал да ме интересира договорот и така натаму од стручен аспект, што е предвидено, како е предвидено да се гради, кој терк да се следи, кои материјали ќе се користат, како ќе се проектира, кои се геометриските карактеристики. Како инженер, како професор по патишта на од градежниот факултет, мене тоа ме интересира, тој дел, и затоа би сакал се согласувам со вас да говорам. Да, за жал во Македонија во минатото правени се при изградбата некои пропусти и пак ќе напомнам, токму затоа ме интересира да ги превенираме сега тие во изградбата на овие нови најавени 4 делници од автопатишта. Вие точно сте лоцирале, например, ние велиме дека Тетово Гостивар е автопат. Автопат е? Што според дефиницијата не е. Пошто ако е автопат, имате Значи, ограничување 80. дефиницијата за да биде автопат, согласно Законот за јавни патишта, согласно, да кажам, оние некои стандарди кои што се восстановени во Европа, а ние не сме ги измислиле тие, дури и старите МКС стандарди или од претходно јус, водат потекло се, да кажам, водат корени од германските ДИН и австриските ОНОРМ прописи. Така да кај нас, уште во времето на СФР, превземени се тие прописи овде и ние ги следиме нив. Аналогно на тоа, оваа делница што ја спомнавте, не може да се класифицира како автопат. А нашиве водат како автопат кај нас? Значи не се обременуваме овде со СМВМР, како држава, тоа се води како автопат или не? Па од стручен аспект ви кажувам дека не може да се води како автопат, од проста причина што по дефиницијата автопат по целата своја должина треба да има лента за запирање во широчина од минимум 2,5 метри. Па тогаш професоре, нека ви ги тргнати тие патарини што ги наставале таму две патарини. Тука само ќе ви кажам, повторно согласно тој закон за јавни патишта, владата може да донесе одлука, например, да наплаќа и мостарина. Може да донесе одлука да наплаќа, например, и на некој регионален пат, доколку оцени дека е тоа во ред или... Може да ни дават идеи. Да. Може стварно да ни стават мостарина. Например, ќе прекинам во ред. Може и на мостот Гоце Делчев да ни стават мостарина. Да. Ние тоа чекаме. Например, еве во некои градови во Европа, например во Лондон, веќе неколку години, ако сакате да возите низ централното градско подрачје, они имаат воведено исто така плаќање на патна такса. Се плаќа, да. Да. Ако сакате низ рекорд во Скопје да поминете, ќе платите низ треба да се плати, да. Низ центарот. Да. Оправданието е заради заштита на населението од прекумерна бучава,
заради оној еколошки аспект кој што, да речем, се повеќе добива на значение и така. Професор, јас ќе се обидам да... Исто само да ви дополнам дека и делницата од Катланово до Велес не ги задоволува критериуми, техничките критериуми за да биде автопат. Бро, тамо имате на места каде што и 70, 60, Не, има 50. и 50. И На две 50 места има се 50, а минималната брзина за на автопат која се проектира е 80 км на час. Тоа е стариот регионален пат кој што нема лента за запирање, кривините, тие геометриски карактеристики кои што се дефинирани да бидат на многу повисоко ниво кај автопатиштата и таму тоа не ги задоволува. Токму затоа велам, мене како професор по патишта ме интересира во новиот договор кој што еве сега веќе е потпишан и така натаму, што опфаќа, на пример, што влегува во попречниот профил на автопатот. Вака сега. Дали сите делници се унифицирани? Говориме за ова што го добија Бехтелиенка, Да, така? да. Само ми треба едно објаснување сега. Јас како го размислувам тоа лаички. Обично на вакви суми кои што ги плаќа држава, генерално нели одат законски решенија па се распишува меѓународен тендер, овде нема тендер. Добро. Така? Да. Кај Бехтелиенка е избран во непосредно, во како се Директна спогодба. Директна спогодба. Да. Бехтелиенка е респектабилна корпорација? Па јас, вака да ви кажам, немам доволно информации за тоа. Веројатно станува збор за голема компанија, се разбира, тоа е еден конзорциум Бехтел и Енка од две компании, едната е американска, другата е ова, да кажам, турска. Моите познавања на таа компанија се одвона од медиумите што го слушнавме. Знам дека имаат градено и сум го возел автопатот во Албанија, сум го возел автопатот во Косово и во 2017 кога се пушти и сега, скоро многу пред Нова година, така да знам дека граделе исто во Романија, во Хрватска, во Србија во моментов исто така се присутни на пазарот, градат делници од автопатот. Мислам дека нешто према Чачак со колегите кога комуницирав, ако не се лажам, беше таа делница од автопатска. Така да, по она што сум го видел на тие автопатишта, беше навистина од аспект на квалитет. Да, од аспект на квалитет, значи сакам да кажам дека не станува збор за некоја фирма која што е анонимус во оваа работа, бидејќи може ли македонска компанија да го изработи овие делници? Вака? Една е Гранит, да кажеме, другите не знам како функционираат, и Линден веројатно, меѓутоа Гранит знам дека своевремено работеше кај Хрвативе на мостовите, ако не се лажам, кога средуваа Хрвативе инфраструктура пред да влезат во Европската унија. Има ли Македонија капацитет македонски компании да изведат еден ваков проект, едни вакви 4 делници веа, така? Ако не се лажам, Тетово, Гостивар, како беше? Гостивар, Букојчани, да. Требеништа, Струга до Ќафасан, коридорот 8 и Прилеп Битола. И Прилеп Битола, да. Може ли македонска фирма да ги изработи овие 4 делници? Вака. Не можеме баш така да ги поставиме работите, дали имаме доволно толку голема и моќна финансиска компанија тоа да го направи. Прво знаете дека во Македонија градежништвото има голема традиција. На времето во Македонија постоја повеќе компании, точно е таа ваша констатација, беше Гранит со некои 10.000 вработени, беше Пелагонија со некои 12 до 15.000, Маврово со некои 8-9.000 вработени, Бетон исто така со 6-7.000. Тоа беше навистина една голема градежна индустрија која што во определен дел значително придонесуваше и во буџетот и со носење на во тие периоди кога беше она криза со девизи и така натаму, тие и работеа од присутноста во странските пазари. Во време на Југославија професори работеа по арапските земји, секаде во Русија. Еве после осамостојувањето вредно е да се истакне она што Гранит го работеше во Украина, градеше навистина импозантни објекти, виадукти, патишта и така натаму. Знам дека Маврово, еве и ден денес колегите од Албанија или од Бугарија ако ги прашате кои се нивните најдобро изградени патишта, ќе ви кажат Маврово и дури во комуникација која ќе им кажеме дека Маврово веќе не постои, се фаќаат за глава затоа што учеле. Затоа прашам, може ли македонска компанија да изведе вакви проекти? Па не би знаел точно во моментов дали он се има капацитет. Видете, ние во моментов се судираме и со нешто многу значајно кое што и во текот на годините тоа ќе се зголеми. Имаме одлив на стручен кадар, инженерски кадар. Имаме помалку запишани студенти на градежниот факултет, многу помалку
се во средното градежно училиште запишани студенти, што значи дека ние во моментов веќе имаме недостаток од стручен кадар, верували или не. Јас кога учев средно, ние бевме 12 класа само за градежни инженери, плюс беа останатите градежни техничари, плюс архитекти, и хидроинженери, геодетски инженери и така натаму. Во моментот кога студиравме на факултет, значи имавме по 350-400 студенти. Оваа година ние запишавме заедно со геодезија околу 100 студенти. Тоа е сериозно намалување кое што ќе продуцира голем проблем и веројатно го насетувате одговорот дали ќе имаме доволно прво човечки потенцијал. Во моментов во голем дел од градежните компании се уште се ангажираат со договори за дело ради недостаток на кадар, се ангажираат луѓе кои што веќе го поминале својот зенит во таа кариера или се во пензија. Како јас го доживам овој случај на Бехтел и Енка, како земја која што е неспособна да седнат политички елити и сами да се договорат и да утврдат дека приоритет на една држава се инфраструктура која што е значена пред се заради економскиот развој, па потоа не може да се договори за клинички центар, говорам за клучни капитални проекти кои што се од значење за сите граѓани. И сега вие имате ситуација каде што сте го фатиле патот, европскиот пат, велите ние сме за Европската унија, сега оди скринингот, кој ќе завршат оние политички состојби со и околу уставните измени ќе почнат и преговори, тоа значи дека Европската унија, особено Соединетите американски држави, па кои се наш стратешки партнер, нив многу не им се битни моментите околу тоа што вие како ВМРО СДС-ДУИ ќе седнете да се договарате, туку нив ги интересира коридорот 8, како тој да стигне до пристаниште во Солун, до пристаниште во Драч. Јас се обидувам сега да го упраснам сето ова и гледаат дека не бива работа во Македонија и на крај тие наоѓаат решение каде што го викаат министерот за транспорт, му велат вака и вака, тоа е решение, ви одите во директна спогодба со конзорциум Бехтел и Енка американски, веројатно како гарант затоа што е многу пари, како гарант затоа се појави Соединетите американски држави во случајот американската амбасадорка и еве ова е конзорциумот кој што ќе ви гради автопатиштата, затоа што ние немаме време 30 години да ве чекаме вас, вие да кој ќе градел, што ќе градел, како ќе градел, од каде ќе поминува целава траса. Тоа е исто како во случајот кога се формираше специјалното обвинителство и некако сака да ви каже дека никој не верува во обвинителство, па ќе ви направиме специјално обвинителство и тоа пропадна, така заврши неславно како што заврши. Сега, што ни се случува во оваа ситуација? Големите сили велат нас ни треба преку Македонија да се поврземе со коридорите 8 и 10 во случајот. Ако ги чекаме ние ВМРО и СДС и ДУИ да се договорат, тоа нема да се заврши работата. Дајте ние да ги најдеме законски начин како сето тоа ќе изгледа. Дали Бехтел и Енка имаат ексклузивитет во целата ова приказна, тоа веројатно треба да покаже времето. И колку што гледам, партиите молчат на овој договор, дури она реакција на ВМРО ДПМН не е насочена кон Бехтел, туку повеќе насочена кон надзорот, ако не се лажам. Кој што бил кинес, па не знам македонец, истиот тој истата таа фирма која што работела и претходно во време на ВМРО ДПМН. Така некако можеме да ја упростам работата. Дека ние не можеме вас да ве чекаме. Не, морам да ви кажам, не ги познавам сите детали од тоа, ниту деталите од договорот како е дојдено до договор за директна спогодба, ниту пак еве ова е новина кај нас сега да се градат автопатишта по така наречен жолт фидик. Што е жолт фидик? Жолт фидик тоа е како да ви кажам, начин на градење на автопатиштата каде што со изведувачот, да кажам, еве се компанијата која што е избрана во случајот Бехтел и Енка сама го проектира, сама го изведува патот и на крајот ви го предава на употреба. Значи, досега во Македонија применувана изградба најпрво со фаза истражни работи, па проектирање кое што опфаќа, да речеме, претходно имаше и идеен проект, па после тоа или feasibility студии и така натаму, па се работи така наречен основен проект. Во тој основен проект се дефинираат количините, каде поминува трасата, кои материјали ќе се користат, едноставно се дефинираат сите работи при идната изградба на тој автопат и после тоа на тендер работата ја зема градежна компанија, се дефинира инвеститорот дефинира кој ќе биде надзор, кој ќе ги спроведува тие работи, се разбира, се случува да има пречекорување во цената заради, видите, 57 км пат или сега овие вкупно се 110 км патишта. Сите 4 делници, така? Молам? Сите 4 делници. Сите 4 делници, да.
се разбира дека ќе има некои неистражени места, тие патишта поминуваат низ планини и така натаму по непознат терен. Така да сакам да ви кажам дека во тој дел сепак малку има повеќе познати што би ве очекувало, затоа што имате готова проектна документација и реализирани истражни работи. Во овој случај, например, еве како што кажав, не знаеме точно каде ќе поминува трасата, мада за Тетово Гостивар и за Прилеп Битола, по она од медиумите што го слушнавме, значи ќе се следи она што е веќе изградено, веројатно ќе престои некое проширување на тој изграден магистрален пат и на едната и на другата траса и со некое проширување да се постигне попречен профил на автопат. Во моментов, како што кажав, нејасно е зашто реков како експерт мене ме интересира тие работи, не ме интересира дали бил собственик кинес или ова, тоа нека го решаваат други. Јас како градежен инженер сакам овој стручниот дел. Ме интересира дали попречниот профил на патот ќе повториме грешка и ќе го ќе го модифицираме или ќе го користиме она што ни е предвидено со прописи. Што значи тоа? Дали ќе одиме како за автопат со ширина 3,75 на возните ленти, лента за запирање 2,50 или ќе правиме некои модификации. Знаете, ќе ни дојде поевтино ако ја намалиме лентата за запирање од 2,5 на 2 метра, ако наместо рабни ленти од по 50 сантиметри од двете страни ние ставиме на едната 50, на другата 20 и така натаму, ако место 3,75 скратиме на 3,50, понатаму, многу е важно за која брзина ќе ги проектираме тие патишта и ќе ги изградиме на крајот. Например, Кичево Охрид, не знам дали знаете, таму имаше делници кога беше магистрален пат каде што беше дозволено 100 км на час. Ние сега тој го проектираме тоа за автопат со брзина од 110 км на час. За Кичево Охрид зборите? Да, за Кичево Охрид говорам. Исто ме интересира што е во договорот, да рекажеме, и што се планира за овие 4 најавени делници, која ќе биде пресметковната брзина, која што ќе биде дозволена понатаму за основа на која што ќе се проектира и ќе биде дозволена нели понатаму да се вози по тој пат. Добро. Зошто го говорам ова? Од 2002 некаде година во Бугарија ја подигнаа таа брзина на автопатиштата на 140 км на час. Пред 2 години Италија на 150 км на час на автопатиштата на кои што има 3 ленти за возење. Понатаму, сакам да ви кажам дека да не ни се случи исто како со железницата. Во услови кога 150-180 км на час градат железници, ние ќе градиме железница за 80 км на час. Така да, тоа навистина е интересно и од аспект на услуга што ќе им ја овозможи на граѓаните. Да се вратам на почетокот, вие рековте, зошто да плаќам патарина ако возам по автопат, каде што ако возам 85, ќе ме снимат на радар и ќе ме казнат. Тамо казнуваат нон-стоп, тамо Да. нон-стоп стои полиција. Например, навистина И патот не е, и тој како така како што е автопатот проектиран Кичево пат, Охрид, тој не е за 120. сите викаме автопат и очекуваме дека ќе биде 130 км на час. Не е, 110. Што ќе биде тоа? Извор за полнење на буџетот од граѓаните? Зошто тогаш градиме автопат? Исто и овде ме интересира. Дали овие автопатишта ќе ги градиме за 130 или 140 веќе километри, 150, или ќе ги градиме за 110? Добро, па немаат информации дадено или само е основната информација сега дека јас до сега не сум слушнал информации, моите Или па ние не информации сте прашале како новинари од каде ќе оди делницата. Сега можеме само да слушаме вакви шпекулации кои што само го подкрануваат она што се коруптивни моменти, дека претходно некој си ги искупил земјиштата од тамо каде што треба да поминува трасата Тетово Гостивар и као наводно ќе поминувала сега тамо следува процес на експроприација, колку што и тоа не е кажано. Да, прво треба да И има дека ако поминува Тетово Гостивар, не знам дали ќе оде по истата долница, некој вела дека ќе оде од Желино до сега не знам, од тамо ќе се Не, крака. вака. Ама сега се е тоа на база на Почетните и спекулации. крајните точки се, да кажам, определени каде се, што се, како се, точка А и точка Б, што би рекле инженерите. Меѓутоа, трасата каде ќе оди понатаму, тоа зависи од многу аспекти. Зависи од квалитетот на теренот, на каков терен ќе се најде, што во фазата на проектирање. Добро, ова кога Да. треба да бидат готови овие делници? Колку дава 4-5 јас години, мислам, така? повторно ќе кажам од медиумите што дознав 4-5 години е рокот. Колку рековте? Па 4 или 5 4 години. или не 5 знам, години е така за прилика сите, некако. а додека за делниците први што ќе се започнат, Тетово Гостивар и Прилеп Битола, дека е рокот 2 или 3 години
Значи од моментот на почнување до моментот на завршување, пуштање во употреба. Тоа, тие се прави, рамни. Вие Тие се спомнавте веројатно нешто за полесни. квалитетот. Повторно тоа е она што ме интересира. Еве, на самиот конгрес беа презентирани врвни технологии, материјали, начини на проектирање што се користат во Европа, што и ние ги прифаќаме, ги имплементираме, да кажам, и нашите проектантски компании овде, изведувачите в компаниите Гранит и Линден и останатите сите компании, што ги кажавте предходно. Мене ме интересира во самиот тој проект или во она што е договорено, како е дефинирана цената на чинење, ме интересира заради тоа што не знаеме какви материјали ќе користиме. Говорите за овие 1,3 милиарди. Да, за овие запирка 1,3 милиарди, затоа што, например, еве, најскапиот дел од патиштата се објектите, ако веќе не ја знаеме трасата, колку ќе имаме објекти, виадукти се мисли, пропусти, колку ќе имаме, да кажеме, дали ќе имаме тунели на делницата Гостивар Букојчени, за очекување дека ќе има изградба на тунели. Изградбата, иначе, владее некое востановено, прифатено правило од експертите, дека ако 1 километар автопат, хипотетички говорам, чини 1 милион, ако е на објекти, чини 3 милиони. Ако е со тунел, објекти, кога говорам, мислам на виадукти, на мостови, ако е минува низ тунел, може да чини 5 милиони евра, значи 5 пати е поскап. Друго, исто така, најскапиот дел од патиштата е и она што сите граѓани, вклучително и вие, еве го спомнавте за она медицинска траса до Лука и Неготино. Медицинска траса. Тоа е една забелешка од колегите од Хрватска и од Србија, кога оделен за Грција на одмори, ми вика, како ја поминавме онаа медицинска траса, добра е за камен во бубрек, вика, да се исфрли. И затоа го искористив тоа како шега. Не, да објасниме на луѓето дека Ме интересира ова кој е составот, најскапиот дел, она што го гледаат сите на крајот, е коловозната конструкција. Кој тип на коловозна конструкција ќе биде? Со кои дебелини ќе биде? Каква структура ќе има? Кои материјали ќе се искористат? Оде за асфалт, за тоа зборовите? Па и за тампоните, дали ќе имаме, да кажеме, некои цементни или битуменски стабилизации, дали ќе имаме 3 слоја на асфалт. Многу е важно тоа кој тип на асфалтна мешавина, со какво врзно средство ќе биде, со обичен битумен или со полимер битумен. Знаете, градежните компании во Македонија се судираат со еден навистина голем проблем. Например, за некои договори кои што им се во тек, они понудиле цени согласно тендерот што се одвил пред сето ова да се случи, пред корона кризата или пред војната во Украина, понудиле цени кога битуменот бил, например, обичниот конвенционален битумен имал цена за тон од 200 евра, сега е 470. Професор, не сомневам дека ова сума ќе расте од 1,3 милиарди, затоа што тука не е влезена експроприацијата. Тој момент и другиот момент, веројатно, доправо кога ќе се испитува теренот, особено оној Гостивар Букојчени. Тој, сега ја не знам како Букојчени, дали ќе врти од која страна ќе оди, дали ќе оди по овде кај што е Вруток. Не знам како ќе врти тоа. Тамо повеќе за да заобиколите вие стража, мора да имате тунели. Мислам дека стража планинскиот превој кој што е отприлика на некои 1200 метри надморска височина, кој што представува навистина проблем од аспект на зимско одржување, посебно ќе се избегне и веројатно тука е Значи таму мора да поминуваат со некое тунелско решение. Сума и ова како ќе слушате луѓе кои што ќе ви кажат дека на пример една била сумата која што ја кажале во Албанија и потоа крајната цена достигнала многу повеќе. И веројатно од кога се работат работите, сигурно таа сума ќе доаѓа многу повеќе. Но ова што вие самото покачување или симнување на цената на материјалите, тоа се берзански производи, железо, бетон, да кажеме, еве го битумен, ќе варира и веројатно е за очекување дека ќе дојде до промена на таа цена. За жал, како што е досега, секој пат се покачува. Требениште Струга Ќафасан, тоа не е некоја голема делница, така таа е помала делница. Ако не се лажам, Требениште дали пред аеродромот беше или тука некаде беше. Од медиумите повторно што дознав, значи јас само момент ги видов таму кои се должините. Вака, значи, Требениште Ќафасан е 21,7 километри. Знам дека не е многу, да. Најдолга е ова, Прилеп Битола 39,4. Сегашната е 40, значи негде се крати. Тетово Гостивар е најкуса 17,5 километри.
Значи и тука се крати, пошто Да. таа сега е 20 ја дава. Барем Да. да. Ко возите од прилика Па 20. 19 кома нешто Да, километри. значи пак ќе се крати во тој дел. И сега ова што ви Во врска со цените само би сакал, што дискутиравме еве кога сме веќе на таа тема, постои едно истражување од еден реномиран стручен часопис, World Highways, се издава во Соединетите Американски држави, и они го анализирале периодот 2005-2010 година и ги имаат изнесено цените некаде крајот на 2010 година, јавно објавени, колку биле цени и така натаму. Се разбира, најгрубата поделба е според теренот. Не е се едно дали градите во рамничарски терен, Так, пример ќе треба. кажеме за делниците кај нас Тетово, Гостивар, Прилеп, Битола, и да градите, да речеме, во планински терен, Гостивар, Букојчани, па и дури и према Требеништа треба горе. Така да ќе видите дека постои едно ова нивното истражување, постои широк диапазон помеѓу тие цени. Во Рамница најскапо градење во тој период кој што е објавено е негде 13 милиони евра по километар, изградено во Австрија. Тоа е најскапо, рековте? Најскапо, да. Во Унгарија е 11,5 милиони, Словачка 10 милиони, Чешка 9 милиони. Тоа е најскапо што е изградено во тој период од 5 години. 5 годишен циклус на изградба, кој што навистина опфати циклусот на изградба на автопатиштата во Хрватска, Словенија, Унгарија и така натаму, и овие се тие. Ако погледнеме сега исто така, истото списание дава една информација кои се пак најниските цени, топ 4. Најниско е во Данска, околу 6 милиони, Хрватска 6,7 милиони, Словенија 7,3 и Германија во Рамница 8,3 милиони. И сега кажете ми, има ли разлика во квалитетот помеѓу овие? Ова што анализирани се сите држави од Европската Унија. Сега, например, во Австрија платили 13 милиони за автопатска делница, Да. која што не бара многу... Ако ми дозволите само да довршам, ќе ви кажам од каде произлегуваат тие. Највисоките цени на чинење пак и на изградба во планински терен е во Германија 26 милиони евра. Во Австрија 25 милиони евра. И мислам дека не е опфатен оној период во Швајцарија кога се градени тие тунели. Мислам дека таму се највисоки еколошки стандарди постигнати и мислам дека таму е нешто повеќе и од ова во изградба во планински терени на автопатишта. Сега би се осврнал на она што пак кај нас е градено. Не, само кратко. Искуството кај нас само во кратко, Македонија. ќе ве прашам За да кај нас. можем да ви Добро. одговорам на тоа, знам што ќе ме прашате. Во Македонија изградените автопатски делници, еве, Миладиновци, Свети Николе Штип, некаде е околу 5,9 милиони евра. Кичево Охрид, која што е за жал се уште во изградба, некаде 5,9 милиони евра километар? 5,9 милиони евра, 5,9 милиони евра за 1 километар. Еден изградба. километар. Да. И ако земете, да кажеме, еве, Кичево Охрид, некаде за очекување дека ќе стигне до 10 милиони евра. Сега, ако ги споредиме тие, ќе видиме дека во Македонија е исто градено како во Данска, најефтино. Меѓутоа има драстична разлика. Во Македонија е поевтино и ќе ви кажам зошто. Во Данска е градено во периодот од 2005 до 2010. А во Македонија Миладиновци Свети Николе Штип е пуштен дури 2017 година, значи 7 години подоцна. Кога за очекување дека цените на материјалите се поголеми, за очекување дека платите раснат и сето останат. А имате податок колку е Демир Капија Смоквица? Не, Не? за жал не. Бидејќи тој го пушта, го Да. правеа претходните, па овие го играат, Чочек му играа, за ме интересираше бидејќи тогаш исто се креваше време, меѓутоа Така да не од тој толку. аспект и овие цени кои што се дадени овде, дури еве беа објавени во медиумите повторно како изгледаат тие цени. Значи беше кажано дека Тетово Гостивар ќе чини 7,2 милиони евра од овие и милиарда и 300 што ги добро. што се Ама објавени. ова е 7,2 милиони. Прилеп Битола 6,6. Ова се километри, така? Не, во милиони евра за 1 километар За изграденост. да ги објасниме така Да. за тоа. Требениште Струга Ќафасан 16,6 и најскапо е Гостивар Букојчани се очекува 18,5 милиони евра. Ова се податоци кои што беа објавени во медиумите. Да. Да, јас ги немам официјално одбиено, така да нека гледачите ги примат со резерва овие податоци што ги изнесувам од медиумите.
И не сум ги видел, не можам да ги Има ли потврдам. има ли разлика во автопатот во Австрија Да. и во автопатот во Данска? На квалитет зборува. Не, во квалитетот нема. Па зашто Знаете, поскапо во Австрија? Ќе ви кажам, на цената на чинење на еден автопат влијаат многу фактори. Во самата цена на чинење влегува и проектирањето. Колку трае тој процес на проектирање. Влегуваат истражните работи кои што се спроведуваат. Сите оние, знаете, кај што многу е полесно да се изгради еден објект од високо градбата, една зграда, отколку да се изгради еден автопат. Гледате, станува збор за километарски делници кои што поминуваат низ терен кој што ни е непознат. И таму мора да се направат на вистина сериозни и сеопфатни геомеханички истражни работи, врз основа на кои што понатаму ќе може да се проектира со врвен квалитет. Разликата во цени произлегува, освен во цените во проектирање, произлегува од самата експроприација, низ кои области поминува. Трасата на патот, се разбира. Произлегува од квалитетот на употребените материјали, произлегува од начинот на градење, произлегува од стоењето на градежната механизација и наплаќањето на пенали, така наречени клеймови, од градежните компании. Значи, произлегува од ангажираниот стручен кадар кој што работи на изведбата и нивните плати. Платата на еден градежен инженер во Германија, разликата во цените, исто така потекнува на автопатиштата во Германија и во Македонија и од платата и од самата висина на платите кои што ја земаат луѓето кои што работат во градежништвото. Градежништвото и во Македонија и во, да кажем, и во Германија е една од главните индустрии затоа што представува една индустрија која што опфаќа 28 до 30 останати стопански гранки. Во тоа е убавината на градежништвото. Знаете, еден мој поранешен професор велеше вака: во било која држава, ако сакаш да дознаеш каква е економската ситуација, прашај во каква состојба е градежништвото. И ние студентите зачудени. Како? Па вели, за да работи градежништвото, 28 гранки мора од индустријата да работат. Значи, мора државата да има пари, мора да инвестира, мора да се гради. Колку повеќе кранови ќе видите во еден град, колку повеќе автопатишта се градат, толку таа држава е во економска експанзија. Од тој аспект, јас се радувам на оваа градежна офанзива што изминативе еве сега, да речам од некаде 2013-14 година, која почна изградбата на автопатиштата, да, со проблеми и така натаму. Меѓутоа да говориме од оној аспект што го има како импакт што го прави градежништвото и на останатите гранки. Само рударството врзува повеќе гранки како базична индустрија од градежништвото. Професоре, ние наместо да градиме автопатишта, изминативе 30 години, ние се занимававме со разноразни глупости и некогаш наместо, например, јас се согласувам дека градежната индустрија е една од носечките. И меѓу другото тоа беше и оправданието на претходната владеачка гарнитура дека Скопје 2014 практично ја излекол од економската криза, македонската економија и така натаму. Иако да видам искрено ако парите место Скопје 2014 ги пренасочија на автопатишта, ќе беше веројатно и друга приказната. Но што е она што нас не разликува од еве да кажеме една Словенија? Значи, зашто ние уште од старт не тргнавме да правиме автопатишта? Зашто ние 30 години, значи јас состарев со возови од Титово време, со пруга од Титово време, со патишта од, еве, освен овие Димир Капија, Смоквица, Миладиновци, Штип, експресниот пат што го пуштија сега, генерално и ова автопатска делница која Лабораторијата на градежен факултет за испитување на квалитет на материјали е исто така од тоа време, за жал. Ниту една влада досега не смогна сили да донесе одлука и да каже во ред, внимавајте, ово јас не го говорам затоа што јас таму работам, ќе ви кажам, така направила една Бугарија, така направи една Србија, така направи една Хрватска, една Словенија. Што направија? Пред почетокот на својата градежна експанзија, изградба на автопатишта, сите започна држави со тоа, точно сте го, нема сте го професор, виделе. не се криваше толку Кај фама нас околу имаше тоа. еден долг период стагнација кога воопшто и немаше изградба на автопатишта во минатото. И добро е што се градат. Јас дури ако ме прашате и друго ќе ви кажам за белешка. Се спомнува, еве, политичарите веројатно нестручни во областа изнесуваат веројатно од желба за некој плюс глас, изнесуваат во јавноста ќе го изградиме коридорот 8, ќе го изградиме коридорот 10. Само една работа да ви кажам. Коридорите 8 и 10 не сме ги изградиле ние. Ако тргнеме хронолошки,
Трасите на тие коридори, знаете кој ги има поставено? Римјаните. Вие, Игнација, е коридорот 8, вие, милитари, се коридорот 10. Не се ниту актуелниве, ниту предходните политичари, тие кои што ги поставиле тие траси и кои што ја увиделе важноста на тоа. Понатаму, неточна е перцепцијата што се креира во јавноста, ќе ги изградиме. Да ве прашам, дали вие можете сега да тргнете од Драч и да стигнете во Бургас или во Варна? Можете. Значи е изграден. Меѓутоа не е изграден на ниво на автопат. А може ли да тргнете вие од Скопје за Приштина и Коса да ви се дигне? Да, се согласувам. Меѓутоа сакам 4 километра. да кажам во или за Бугарија да одите преку Паланка. Сакам да ви доловам една од причините зашто сме имале да кажам неконтинуиран развој на ние во времето на СФРЈ сме граделе патишта, дали било тоа со помош на тогашната ЈНА, било со помош не разбирам зашто. младински акции. Значи, не разбирам зашто. Сме се одвоили. Не можам да влезам во мантрата политичка. Значи, или немаш некакво чувство за држава, затоа што да не ме поврзеш ти мене автопатски со Охрид, да не ме поврзеш со Битола, да не ме поврзеш со Струмица, го земам како центар кој што е нели за дистрибуција за пиперки патлижени, значи па тоа го направија словенците во 90-тите години, автопат со Марибор, автопат авамо, автопат тамо. Ја не гледав дека се креваше толкава врева. Нормално дека и сега вас одеднаш ви доаѓа 1,3 милиарди евра, нема меѓународен тендер и вас веќе се ви доаѓа сумњиво. И малку ќе ги подбуснете луѓето и толку треба. Ние како да направиме дека нас ни требаат автопатишта? Едниот момент, другиот момент. Па срамота е да имате автопатска делница Миладиновци, Свети Николе Штип, вас еден одрон, јас секое утро 6 месеци говорев, има одрони, не се потегна, не знам дури после колку време ги решега одроните. После 6 месеци. Да ви кажам, носењето на одлука за изградба на автопатишта представува навистина сериозна и комплексна инженерско-економска задача. Таа одлука да се донесе мора да биде издржана за изградба на некој патишта. Постои востановено едно, да кажам, како стандард размислување или критериум за изградба на автопатишта, кога на определена делница од некој магистрален или експресен пат ќе се постигне 12 до 15.000 возила просечен годишен дневен сообраќај, тоа значи секој ден по таа делница поминува 12 до 15.000 возила, тоа е веќе критериум за изградба на автопат. Тоа се зема како критериум така, согласно германските прописи, ние сме го превзеле и заради тоа што овие чинат навистина многу изградбата на автопатиштата. Меѓутоа, постои и друга варијанта, која што државите ја носат од аспект на тоа, на своји, да речам, некои стратешки одлуки, како што вие кажавте. Греото е да нема автопат за 150 км до Охрид да се изгради и да се паратува за некој час и 10 на 15 минути. Шетате Нобеловци ви се смеат. Значи, побрзо се стигнува до Ханиоти, до Грција, со 300 км, отколку до Охрид со 175. Моментот ми е, кога политичарите ќе си го надминат оној филмот кога ќе го тргнат од глава. Погледнете и хрватите еден мост, Пелешец. А таму си седна и СДП, и ХДС, дојдоа луѓе се, говориме за мост, кој што изгледа како што изгледа. Значи, тие се врт. Ние не можеме да се договориме за автопат, кој што сите ќе го користиме. На крајот од денот не е. Значи, за сите нас. Ја не знам каде утнуваме работа. Башка дел одржувањето. Ќе ви кажам, обично при проектирање, градење, тоа е фаза која што трае повеќе години, тоа не може да се реализира во еден мандат од 4 години и после тоа ќе слушате проект на едните, проект на другите, реализирано од едни, реализирано од други. Може би да е тргнал Груевски прави Кичево Охрид, така. Оди Груевски доаѓа СДС. Зашто не ја продолжува истата траса? Зашто влегува во мантрата овде? Ако има криминал, баре го криминалот. Меѓутоа вие да излегувате и да велите промашена траса, па правите, создавате дополнителна нервоза кај луѓето. Па тие што биле таму кои беа кинезите или Синохидро, па некој се повлекува. Па и знаете, остануваат работите на и сега ова што го гледаме на Кичево и на крајот Охрид како слика е града и на крајот пак ќе оди по таа делница. Притоа изгубивме 5 години за да се докажеме и на крајот имаме ситуација каква што имаме. Да не говорам за одржувањето на патиштата. Изградбата на патиштата навистина чини многу. Тоа е една од причините затоа што тоа е сериозна одлука за секој кој што треба да ја донесе да се гради. Би требало и во иднина и во ова повеќе да се
консултира стручната фела, да дадат своји предлози и така натаму, и врз основа на такви издржани, да кажам, инженерски прашања да се носат и одговори на тие поставени Добро, задачи, консултирани да се кај? носат одлуки. Не говорам во МРС. Не, еве, јас ќе ви кажам, например, консултирани кај сега вас? велиме коридорот 8 и 10 ќе го изградиме на автопат. Нема да биде ни сега целосно автопат. Коридорот 8, например. Ќе биде автопат од Требениште, од Ќафасант, Струга, Требениште до Скопје и до Куманово. Од Куманово до Деве Бајр повторно нема да биде автопат. Понатаму, коридорот велиме 10. На почетокот на разговорот кажавме дека коридорот 10 е главната патна артерија север-југ и тоа во суштина е ербетот на Така државата. го гледавме, Табановци, Да. Богородици. Еве ќе ви кажам дека тој не е, односно и претходно спомнавме дека тој не е целосно автопат изграден. Автопатска делница од Катланово до Велес треба да оди горе паралелно со делницата која што е од Велес Према Скопје. према Скопје. Значи, ние зошто и тој не го изградиме? А и таму има траса до згоре? Да, одозгоре. Ова не е трасата Не, што одиме не, покрај не, тоа е Сурета? стар регионален пат кој што е способен, проширен и направен на Со 70 класа се на вози, магистрален таму пат. не можеш ни 100 да возиш, Да. 70 возиш Така од е. тунелот кој ќе И возиш. со одрони, без лента за запирање, нема доволно бермиз, нема доволно, да кажам, за простор за паѓање на овие одроните што се случуваат и така натаму, често пати завршуваат на коловоз. Дори еден период беше и затворен, имаше неколку случаи поради големи одрони затворен автопат. Зашто ми се Друго, разликува? коридорот 10D. Коридорот 10D исто така повторно се пласира во јавноста, ќе го изградиме на ниво на автопат. Не е на автопат. Ние градиме експресен пат сега од ова кажете го од таму Од Росоман? градско Росоман до Прилеп. А таму тунели нешто се рушат, не можам да сватам тоа. Да, тоа е на трасата на експресниот пат. Значи тоа е експресен пат, не е автопат. Ќе имаме автопат на коридорот 10D само од Прилеп до Битола. А од Битола тој продолжува до Меджитлија, до граничниот премин со Грција. Таму повторно нема да имаме автопат. тоа е сега, 10D. ако се вратиме на оној критериум што рековме 12 до 15.000 возила, ние од овие 4 делници немаме на сите обезбедено толков голем сообраќај според податоците од броење на сообраќај, дека го задоволиле тој критериум првичен, напоменувам првичен критериум, дека има доволно сообраќај, па вие за да возможите проточност и ниво на услуга повисоко, градите автопат. Па добро, ма ви улеснувате се и на нас Исто како граѓани. за волја на вистината и на Кичево Охрид нема 15.000 возила секој ден, дека лето има. за да може да се изгради. Да. Да, меѓутоа ова е еден податок, како што кажав. Да. А овој Кичево, се тој Кичево ќе се гради Кичево Охрид. Бидејќи гледам механизација, нешто работи. Па мислам дека се гради, се работи, да. Гледам таму кај пресека дека има некаква механизација, што и како се прави, нешто се пренасочуваат работите. Во тунелот се врши изгубивме, асфалтирање на коловозната конструкција и така се изгубивме работи. 5 време. А кога ќе поминете низ на пример, еве сега бидејќи последно година за Приштина и навистина тоа автопатска делница, прво бидејќи ја гледав кога се работеше. И тоа беа навистина како да кажам, изгледаше фрапантно, неверојатно како се гради, баш како National Geographic, како се гради бидејќи делницата малку со кривини и со мостови поминува некои десетина километри. Сакам да прашам зошто се разликува асфалт од асфалт. Вие на пример до Димир Капје и точно знаете каде почнал Лактор, каде завршиле нашиве. Каде на што сега да не кажам на што крадат бе професоре. На што кратат, на асфалт ли кратат? Еве обично на пример да отидете во Скопје. Па вие ќе ви стават, кој како доаѓа, одма става нов асфалт, за еден месец автобус ќе помине, вакви дупки имате. На што се крати, што прават? Ќе ви кажам. Зашто е поцрн асфалтот во Хрватска, кај нас одма, ова вие што Еве видите на пример ќе медицински. ви кажам. Мене на вистина минатата година имав прилика да бидам на конгресот во Хрватска, асфалтни колници во Опатија и таму дискутиравме и имав прилика да се запознам со директорот на Хрватске аутоцесте, кој што патеме доктор на науки од област на патишта и е директор на тоа, една од причините зашто е така. И имав прилика со него да разговарам и он навистина ми годеше кога кажа дека една од најубавите делници, најквалитетно изведените делници во Хрватска е токму делницата
што ја изградил Гранит на нивниот автопат. Тоа е Загреб приека, ако не се лажам. Не, тоа е на делницата пред Загреб ова, каде што беше Тоа е Нова Градишка? Нова Градишка, да. Изграден Што правеа и мостови правеа на Загреб приека. Со СМА и други делници имаат градено и во Босна и така натаму. Истиот тој Гранит ги гради Не патиштата и разбирам, кај нас. професор, не можам да разберам зашто не градевме 30 години автопатишта. Па ќе ви кажам, кај нас е вака. Кај нас се дефинира прво колку има средства и врз основа на тие средства се настојува да се направи колку е можно подолго. Ама видете, вие сега. некогаш влегувате свесно влегувате во европските држави. Хрвати ви исто го направија. Тие зема колку кредити се задолжија, беа сериозно исправени на критики, па Да. но тие одлучија дека мора да има автопат од Загреб до Сплит. Видете, Мора да Хрватска и Бугарија, па и Словенија беа во фаза на почнати преговори со Европската Унија. Голем дел од средствата за изградба на нивните патишта беа користење на фондови од Европската Унија, тие пристапни фондови и така натаму, така да, има и кредити, меѓутоа има и доста грантови. Па и за нашите патишта мора да напоменам дека Европската Унија навистина до сега има дадено сериозни суми за изградба. Нас мостовите, што се за Катланово и од другава страна, не ги правеа НАТО затоа што не ги користеа. Да. Значи не ги правеа нашите, НАТО си ги направија. И сега сакам да бидејќи сега видов дека времето не е преказило. Да. Ние до сега говоревме зашто не градиме автопатишта. Ај што не ги градиме и тие што ги имаме не ги одржуваме. Да ви кажам ќе се осврнам на тоа. Јас Не можете- се радувам на не изградбата можете како инженер, се радувам на изградбата на автопатиштата. Дури имам забелешка зошто некои и не се прават и други, да речем други делници. Меѓутоа тоа е тема за друга дискусија. Сега спомнавте одржувањето. Не можете Во ред ќе вие. ги изградиме. Да. Ние можеме се да изградиме и со нашата градежна оператива и сега еве со овој конзорциум кој што доаѓа и така натаму. Ние како држава киксираме од аспект на управување и одржување со патиштата. Во суштина, кај нас се гледа на следниот начин. Ние применуваме една стратегија, за жал, се уште од 50-тите години, која што се применувала во САД. Тоа е компјутер, сега да се изразам современо, стратегија 1.0. Американците се стигнати веќе на 4.0 стратегија за управување и одржување со патишта. Таа стратегија 1.0, првична, е do nothing. Изгради го патот и не прави ништо, остави го 20 години му е период на експлоатација, животен век, остави го да пропадне и после 20 години правише реконструкција. Современите стратегии за управување и одржување на патишта велат дека на 12-та до 15-та година ти мора да направиш дополнителна инвестиција која што значително ќе го подигне нивото на квалитет на патот. Дури прецизните американски колеги констатирале дека $1 вложен во 12-та до 15-та година, ако не го вложите тогаш, на крајот на експлоатациониот период од 20 години, ќе ве чини најмалку $10. Значи, се што овде ќе можете со $1, ваму со 10. Да упросто, професоре. Срамота е кога одите летно време на кај Грција, се фалите со коридорот 10, вие да не ги имате исечено дрвцата кои што се по коридорот, особено од Велес до Неготино. Срамота е на патот за кој што говориме 10 години, коли испокрашивме над медицинската за што ја велите вие, и постојано да ја пишувате и да ја алармирате дека да не реагират. Срамота е од Катланово до Петровец да правите нешто, некоја делница, пат да поправите, не знам колку време го средувате. Срамота е 2 километри автопат кон Блаце, за кој што се фалите и се трескате од земја, да не можете да реализирате. Срамота е, професор, да изградите автопат, па потоа да го затворите автопатот, па да начукате, со извинување на изразот, патарини, значи се стават, право го гради, не ли ги предвидуваат патарините? Да. А што ставаш патарини? Да. Па не, јас плаќам патарина, плаќам на регистрација на автомобил, па на регистрација нели има по каже кој колку се плаќа. Што според мене е тотално неуставно да се плаќа во однос на кубикажа. Сакам пред јавноста да кажам дека јас сум дошол во таков конфликт кога се плаќа, да кажем, зависно од кубикажа, за возило 1100 кубни сантиметри се плаќа една цена, за возило 2000 кубни сантиметри се плаќа друга цена. На прашањето зошто, вели затоа што возите потешка кола. Како професор ви кажувам дека влијанието на возилата тотално не се зема дека прави оштетување на коловозната конструкција. 7 до 10 илјади возила треба да поминат за да направат оптоварување на коловозната конструкција
од една еквивалентна оска од 82 килонјутни. Зошто таква дискрепанца во наплаќањето постои, не ми е јасно. Велат, возите по голема кола. Ама јас затоа што возам по голема кола или вие, или јас возам помала, вие возите по голема. Вие сте го платиле тоа со данок кога сте го купиле возилото. Зошто државата повторно тоа ми наплаќа? И од аспект на патарините, не знам се уште колку време имаме, би сакал да кажам дека јас сум приврзаник или на примена на винетка, или на примена на осовременет систем. Ние повторно и во оваа област со патарините сега ги осовременуваме, меѓутоа го осовременуваме оној стариот систем наследен од СФРЈ. Ја имам картици, сега со картицата можам да поминам на пример на овој дел од овде од Скопје Катланово и може со картица за да не чекаш ред. Од другава страна, на пример, ако одиш некој Охрид, таму не можеш со картица да поминеш. Тоа е предвидено е таму да има другиот момент, осовременување. професоре, од Скопје до Гевгелија, па брука е да начукате 10 патари. Јас да ви кажам, Скопје Катланово, Велес Скопје Катланово, Велес Демиркапија, Неготино, Демиркапија, Гевгелија. 5 патарини имате за 150 километри. Тоа стварно невидена брука е тоа. Јас мислам дека нашиот систем не треба постојниот да се осовременува, туку треба да се напушти и да се прифати системот кој што го има во Република Хрватска, па Република Србија, кои што направија на влез на автопатот, земаш билет, на излез, таму каде што се исклучуваш, таму плаќаш. Зошто е тоа така? Од многу повеќе аспекти. Ние имаме сега на правец на делница од 130 км на час возење, ги запираш возилата на 0 км, да дојдат, да платат и така натаму, па потоа да продолжат. Навистина е тоа непотребно. Зошто, например, на влез во на Табановце да не се земе билет, а да се плати долу на Богородица кога се оди? Затоа што професор нема да вработите некој од партија, Ама видете да ви кажам, повторно може тие луѓе таму да работат, како што во Србија работат на наплатните станици, или посовремен систем како во Хрватска, посебно на новоизградените патишта и тие патишта со концесии што се изградени, таму нема луѓе, туку со апарат плаќате и готово. 3 патарини имате за 60 километри. Миладиновци, овде кај како се викаше, влие лошо Лакинце и влие лошо на протокот на возилата, влие лошо на екологијата. Имате трошоци. Да ви кажам еден податок, во периодот на моето работење во Македонија пат, кога буџетот на Македонија пат тогаш за предпријатија за одржување на патиштата беше 2000 година, беше некаде 850 милиони денари тогашни. Буџетот за финансирање на одржување на објектите, за платите за вработените и така натаму беше околу 200 милиони. Значи тоа е скоро 1/4 од платите одеа за тоа. Кога би се направило ваква рационализација, изградба на затворен систем или пак воведување на винетки како во Словенија или воведување исто во Бугарија, на вистина ќе се придонесе да нема стоење, да нема... Па колку пати само ќе слушнеме еве од медиумите дека возило му откажале кочници, удрил во наплатната рампа и така натаму. А каде се трошоците на граѓаните и на државата за стоење и останатите работи? Имам уште многу што да прашувам професоре, меѓутоа би сакал само за ова управувањето што го рековме. Ние исто така сме држава која единствена не го трансформира системот на управување и одржување со патиштата. Сите останати држави што произлегуваат од СФРЈ, Србија, Босна и Херцеговина, кажете Хрватска, Црна Гора, го трансформира тој систем, се подели јавното предпријатие на автопатишта, на останати патишта, хрватски аутоцесте, хрватски цесте и така натаму, дефинирани се инвеститори. Единствено кај нас остана истиот систем и поради тоа има, да кажам, недостаток во она што го приметивте вие како одржување. Кај нас се уште единствен критериум во градежништвото кој што го преминуваме, најниска цена. Сте приметиле, ќе влезете во една Србија на автопатот, видливост на хоризонталната сигнализација, таа е специјална ладна пластика нанесена. Ако се исклучите, ако отидете на лентата за запирање, ќе ве протресе да не сте заспале. Ако отидете по другата лента ќе ви свири, сте попречиле влегувате во туѓа возна лента, вратете се назад. Кај нас не. Кај нас се уште е 1.0 критериум на тој дел, обележување само со
со боја и со соодветна перла за ретрорефлексија во ноќни услови. Може би и вака е подобро да ви дојдат американците да ви кажат овие ќе ви направат пошто вие сте неспособни, не знаете, пошто не гледам друг Да ви кажам, има луѓе, не би го земал тоа генерално така, постојат експерти кои што си ја познаваат својата работа и така натаму. Критериумот е од оваа сума пари да излечеме наместо 7-10 километри, резултира со ова. Да. Благодарам што бевте во студио 10. Ви благодарам, верувам дека ќе ве некои повикам работи повторно. поинаку ги кажавме за изградбата на Апсолутно.